колку ми е драго што можеме да се собереме во оваа заедница. Со псалмистот заедно ќе кажам колку се зарадував кога ми кажа ајде во домот Господов. И каква огромна привилегија, каква голема одговорност тоа за мене представува денеска да можам да го споделам зборот Божи со вас, и тоа во една серија која Евангелска црква Аеродром ги почнува, тоа е мисија. Бидејќи мисијата е само израз на посветеноста на луѓето кои го доживеале Бог и кои знаат дека не можат, не смеат и не треба да останат неми и во молк за добрата вест која ја имаме во Исус Христос. Благодарам за поканата, благодарам за довербата на пастор Живко, на Стефан и на целата оваа заедница. Затоа што самата тема за која што зборувам е поврзана со една конкретна личност, токму и за тоа денеска текстот не може да биде фиксиран само на едно место и не можеме на него да работиме на тој начин екзегетски. И затоа многу, всушност ќе следиме многу од стиховите кои го опишуваат животот на Варнава, но како еден воведен стих јас би сакал да прочитам, а тој се наоѓа во Дела апостолски 9 глава 27 стих. Вели вака: ајде и 26 за да подобар контекст имаме. А кога пристигнаа во Ерусалим, Савле настојуваше да им се придружи на учениците, но сите се плашеа од него, бидејќи не веруваа дека тој навистина е ученик. Варнава пак го зеде и го одведе кај апостолите, па им раскажа како Савле по патот го видел Господа, дека Господ му зборува. А исто така и дека во Дамаск отворено го проповедал името на Исус. Амин. Ти благодариме за Твојот свет збор, Боже, и Ти благодариме што во него ги имаме сите состојки што ни се потребни за духовен живот. Ова е храна која ние треба секој ден да ја јадеме, да ја земаме во себе си, за да можеме да имаме здрав духовен живот. Фала Ти за примерот што го имаме во луѓе како што е Варнава, Твои слуги, чие име и чиј живот заедно се одвесуваат, а тоа е да бидат утеха, син на утеха. Те молиме, Господе Боже, сега да ја слушнеш оваа молитва и Ти, небесен Татко, во името на Исус Христос, да го пратиш Светиот Дух, така што се што ќе слушнеме, се што ќе кажеме, да биде направено во тоа помазание и во неговата вистина. Неки ме наши зборови, сакаме Ти, Господе, нам да ни зборуваш. Амин. Амин. Ова е една многу позната сцена. Сцената е моментот кога, откако апостолот Павле драматично ќе доживее преобразба, преобраќање, заради тоа што ќе го види, ќе го искуси, ќе се соочи со воскреснатиот Исус Христос на патот за Дамаск. И од тогаш апостолот Павле е во целост веќе посветен, за да може тој сега да почне да го проповеда тоа слово кое што до пред малку, до неодамна го прогонувал, или луѓето што го проповедале ги прогонувал и дури сакал да ги носи на посебни судски процеси и да ги затвара. И го гледаме сега резултатот токму на еден таков живот. Савле е преобразен, доаѓа во Ерусалим, ама луѓето се исплашени. Луѓето се исплашени бидејќи се уште не им е јасно дали е можно да се има таква преобразба. Се уште не им е јасно дали животот на Савле навистина би можел сега да се одветствува со пораката која дотогаш тој всушност ја мраза. И ако не било за овој човек кој се вика Варнава, што во превод значи син на утехата, јас секогаш велам Бог ќе си ги донесе плановите да се исполнат на еден или на друг начин, но во овој контекст гледаме дека Бог го употребува токму овој човек. И многу е битно секој од нас да разбере кој е нашиот повик и која е нашата улога и кога треба храбро да застанеме, кога треба да зборуваме, кога треба да молчиме, кога треба да настапиме, а кога треба да поддржиме и кога треба да предизвикаме. Очигледно ова е и во најава мудриот начин на животот на Варнава. И ќе го видиме тоа низ сите овие конкретни текстови кои што ќе ги прочитаме низ низ најголем дел од дела апостолски, потоа некои посланија од апостолот Павле.
учениците се исплашени и навистина Варнава тука ја става сега во целост сопствената репутација, својот углед, па дури на некој начин презема ризик, бидејќи да го направи ова што тој го прави сега, е всушност не само опасност од перспектива на самите ученици, што ќе кажат учениците за него, што ќе каже самата црква и што може на црквата да и се случи, туку опасноста со која што ние тука се соочуваме конкретно е дека оваа мала црква во својот зародиш, ако добие некој таков силен удар од личност која се инфилтрирала внатре во самата средина, би можело да биде црквата да заврши пред и да почне. И затоа Варнава презема една огромна одговорност врз себе си. Вика им го донесе Варнава Павле, им објасни како тој го има видено Господ, како тој му го има проговорено и како во Дамаск тој проповедал храбро и тоа за името на Исус. Токму за тоа име. Варнава, син на утехата. Не само што Варнава бил човек кој бил храбар, не само Варнава бил човек кој бил мудар, не се работи само за тоа дека Варнава всушност бил човекот кој успел да го направи ова многу по-безболно отколку што би можело да биде. Туку гледаме понатаму во Дела апостолски во 11-тата глава во 22-иот стих, гледаме дека имаме едно извештување кое доаѓа до црквата во Јерусалем. И штом го слушнале тоа известување, тие праќаат човек на кој што имаат доверба. И вика го пратија Варнава во Антиоха. Во Антиохија. Го пратија таму да отиде. Зошто? Затоа што црквата имаше огромна доверба во него. А темата на нашата денешна проповед е мисија во црквата. Инаку, ако ја немаме оваа вистинска мисија внатре во црквата, ние немаме што да направиме да стане мисија на црквата. Варнава е една од главните алки, главната спона за мисијата во самата црква. Потребни ни се такви луѓе. Всушност, Варнава ја има токму таа способност, како што јас ја нареков како наслов оваа проповед, а тоа е храброста да се охрабрува. Верувајте ми, да охрабрите други луѓе, потребна е храброст. И ќе кажам зошто. Кога некој родител го охрабрува своето дете да почне да проводи, има тука некој ризик во тоа? Таткото му вика, ајде сине, ајде керко, проводи. Може ли тоа дете во тој миг, во тој момент, да скокне и да стане Усеин Болт? Да почне да трча. Или некој маратонец. Знаете, да се охрабрат слаби луѓе е најлесната работа на светот. Многу едноставно. Не дека не треба да се охрабрува, немој да ме разберете погрешно. Напротив, тоа е во многу што нашата улога е да подигнеме луѓе кои што треба и кои што можат да растат и да дојдат до еден момент до својата полна зрелост. Но оно што сакам да кажам е дека кога охрабруваме некој кој има полн капацитет, ајде сега малку во главата да си почнеме да си процесираме, кога имаме некој кој би можел да биде дури и подобар од нас, а ние ги имаме во тој момент позицијата, средствата, репутацијата да ги охрабриме. Јас да ви поставам едно прашање. Што правиме тогаш? Растот на црквата, зрелоста, здравието на црквата, заедништвото на црквата, мисијата на црквата, стојат или паѓаат врз основа на ова што сега го кажувам. Во црквата внатре. Дали имаме храброст да охрабриме? Дали имаме храброст да дозволиме некој во црквата да не засени на добар, позитивен начин? Или пак имаме определена калкулација? Ќе ги охрабриме само оние за кои што сме со сигурност свесни дека никогаш нема да не надминат нас. Варнава имаше храброст да охрабрува.
тоа се вика храброст. За црквата да има за што да мисионира, мора да постојат луѓе внатре, како Варнава, чие име е син на утехата. Имаме еден многу добар пријател, и кога да се појавиме, го знаете добар дел од вас. Неговото име е Кристијан и ние се познаваме добро, долги години, страшно добри пријатели, страшно добри другари сме и многу пати, но ако некој човек не види прв пат и да не познава како ние си разговараме еден со друг, би рекол, овие уствари се сериозни непријатели. Како ние разговараме еден со друг. И така цело време кога еден на друг си даваме такви во таа слобода, така да се изразам на најпозитивен можен начин, кога еден на друг си кажуваме некакви такви изрази во шегобино, така да се изразам, еднаш кога некој човек каже нешто за мене, ми спомна дека јас можам нешто многу да направам, Кристијан се врти на кај него и му вика: "Ти сигурен ли си зашто знаеш што зборуваш во суштина? Не го познаеш ти човекот, врска немаш зашто збориш, не го бива." А јас се вртам на кај Кристијан и му викам: Кристијан, ти не ни знаеш, ама кога те крстел таткото и мајка ти, второто име ти било Барнаба. Син на утехата, во една иронична смисла се разбира. Твоето име е Варнава. Но овде, за ова што го зборуваме ние тука, главното прашање е вистинскиот Варнава. Дали стварно сме синови на утехата? И не само тоа. Откако Варнава го направил ова што го направил, откако го вовел Павле во те потесниот круг на самите ученици и потоа Павле си тргнува на некој свој пат очигледно, гледаме веќе во следната, малку подоле во 11-тото поглавие, вика: "И Варнава отиде во Тарс да го бара Савле." Бидејќи на некои други места ние ќе прочитаме дека не она Савле се обрати и отиде направи неколку многу спектакуларни работи и после веднаш стана мисионер. Не е така. На друго место Павле ќе каже дека 15 години поминал во пустината во Араба. Така е нарекува. Ми имало процес, веројатно имало сомнежи. Кој знае што се Павле требал да помине од нашиот личен собствен живот, можеме тоа да го заклучиме. Кој знае какви се работи Павле морал да помине за да биде сигурен, па може би се сомневал во даден момент. Па дали јас сум за оваа работа повикам, па дали јас можам тоа да го направам? И слушајте го сега ова. Варнава со целосна намера отиде да го повара Савле каде тој се наоѓа. Непопустливо е посветен да ги охрабрува другите. И тоа понатаму гледате што се случува. Во 11 глава 30 стих вика: "И тие тоа кога тие се собраа околу нив, откако тој Савле ќе го донесе повторно во црквата во Антиохија, вика, и тие заедно, праќајќи ги сите старешини од страната или преку раката на препораката на Варнава и на Савле, кој подоцна ќе се нарече Павле." Во истиот тој стих вика: "И Варнава и Саул се вратија во Ерусалим, таму каде што тие ги завршија сите служби. Го донесоа со нив и Јован, чие друго име е Марко." Запамтете го ова име, важно е. Јован Марко. Го доведоа во Ерусалим. А пак во 13 глава во првиот стих вели: "А имаше во црквата во Антиохија пророци и учители: Варнава, Симеон, кој беше исто така наречен Нигер, Луци од Кирена, Манен и исто така еден долгогодишен пријател на Ирод, Тетрахот и се разбира самиот Саул или Павле." И гледаме цело време дека всушност Варнава се наоѓа во најистурена позиција во она што Бог го повикува тој да го прави во самата црква. И додека вика тие славеа, додека го обожаваа Бог, додека постеа, Светиот Дух кажа: "Одвојте ми ги Варнава и Савле за работата која јас ги повикав да ја направат." Знаете, кога ќе се спомне дела апостолски и кога ќе се спомнат посланијата на Новиот Завет, две имења веднаш доаѓаат на онака инстинктивно, како рефлекс, речи си. Звончето и онај славен експеримент на докторот Павлов со кучето. Задзвони звончето, кучето веќе почнува да мисли на храна.
На ист начин кога ќе се спомне дела апостолски и кога ќе се спомнат некои од посланијата, најчесто помислуваме на две работи, на Петар и на Павле. Евентуално ќе помислиме и на Лука, кој ја напишал самото дело, иако и тоа поредко. Но овие двајца помислуваме на Петар и помислуваме на Павле. И со право, бидејќи тие се моќно употребени од самиот Бог. Но внатре насреде се до споната меѓу Петар и Савле и дејствата и работите што ќе се случат во црквата понатаму и кои ќе одекнат со таква моќ, така што ќе зборуваат дека дојдоа оние што го превртеа светот наопаку. Споната меѓу нив двајцата и целата таа служба е Варнава, човекот кој знаел да теши. Храброст да утешува. И навистина, јас повторно ќе си поставам едно прашање. Во една култура во која што живееме, култура на селебритис, култура на луѓе кои се познати не затоа што имаат некоја посебна способност, познати се затоа што се познати. Може да замислите. Имаме луѓе во овој свет кои заработуваат милиони. Неодамна некој од нив се расправа за тоа дали биле милиардери или милионери. Тука некаде беше. А единствената нивна придонес во светот е дека луѓето им го знаат името, затоа што како буквално исполнување, метафоричко и буквално исполнување на првата Коринтијаните 13 глава, вели Живко ќе ја проучувате, без љубов си како кимбал што звечи, само тропаш. Те нема. Во свет во кој што важно е да имаш лајкови, да бидеш познат. Во свет во кој што е најважно е дали луѓето на некој начин ќе го препознаат твоето име. Забораваме клучни моменти од состојките на мисијата на црквата. А каде се тие што ќе охрабруваат? Каде се тие што ќе бидат толку храбри, што себе ќе се стават во позадина, а на другите ќе им дозволат простор да се изразат себе си? Каде се тие? Во овој свет, веројатно, во оваа ситуација во која што живееме, уште поакутно, уште поостро е потребно да имаме човек или луѓе, жени и мажи, кои може да се поистоветат со службата на Варнава. Варнава има посебна служба и тоа е факт. Очигледно е дарот што овој човек го има. Но истовремено како и со сите дарови во црквата, соодветно со плодот на духот кој ни е даден, не постои дар кој не може да биде дел и од нашиот живот за животот на црквата. Со други зборови, секој од нас е повикан во даден контекст да биде Варнава за некој друг. Чиј Варнава си ти? Чиј Варнава си ти? Понатаму гледаме како големата служба од 13-та глава понатаму почнува првото мисиско патување на апостолот Павле. Гледаме како ќе се сретнат со еден проконзул, човек кој бил крајно интелигентен, кој ќе ги повика Варнава и Савле и ќе сака да го слушне зборот од нив. На друго место вика и тие се среќаваа заедно во една синагога и многу од евреите и оние побожните кои беа дел од јудаизмот ги следеа Павле и Варнава. И откако тие зборуваа, им велеа на сите дека треба да продолжат во Божјата благодат. А веќе неколку стихови подоле во истото поглавие вели, а Павле и Варнава зборуваа многу смело и велеа, неопходно е сега дека зборот Божи кој беше изговорен прво кон вас, и затоа ние веруваме дека треба сами да просудите. Ние сега се враќаме кон паганите. Вие ги слушнавте овие зборови, а ние сега сакаме да се свртиме кон луѓето кои што се уште не слушнаме. Со други зборови, во сите клучни моменти на почетокот на службата на Павле, кој тогаш се уште се вика Савле, го имаме веќе присутен таму и самиот Варнава. Но она што е многу битно, според мене и што е многу важно, е дека Савле
како човекот кој е повикан да ги направи овие работи, исто недвосмислено разбира која е улогата на самиот Варнава во неговиот живот. Кога почнуваш да работиш и кога во црквата ги добиваш токму тие елементи на некаков конкретен успех и кога тоа почнува да се прелева надвор од црквата, може да се случи очигледниот тука пример што го имаме во следните стихови, а тоа е дека сето тоа ќе предизвика некаква опозиција. Ќе предизвика опозиција со тоа што некои луѓе ќе почнат прогонство против Павле и против Варнава и ќе ги на некој начин избркаат од местото каде што тие тогаш проповедале. Тоа е една работа. Имаме една таква ситуација. Токму затоа никогаш не е, според мене, главниот проблем нападот од надвор. Тој треба да се очекува и тој всушност колку повеќе не напаѓаат со некој збор, толку подобро за нас, така да се изразам. Затоа што значи дека правиме нешто како што треба. Најголемиот проблем кога ги добиваме ударите однатре. Кога не разбираме улогата и кога даровите кои Бог ни ги дал, наместо да пуштиме да течат низ нас, ние тие дарови ги грабаме за себе и од нив сакаме да направиме некое мало лично собствено царство. И тогаш имаме проблем во црквата. И тоа е многу поголем проблем за мисијата на црквата да функционира. Црквата однатре мора да биде заедница на луѓе кои се сакаат себе си, кои се подржуваат едни на други, кои се само пожртвувани едни за други, кои сакаат, гледаат на другите како на повозвишени од себе си и кои сакаат на другите да им искажат поголема чест. Тоа е суштината на сето она што го читаме, дали во Филипјаните 2 глава, преку примерот на Исус Христос и така натаму и така натаму. Затоа искушенијата на црквата се големи. Особено внатре во незините редови. Бидејќи кој е спротивниот дел на нападот на ѓаволот, така да се изразам, против црквата? Едно е отворено прогонство. Меѓутоа барем ова може да го препознаеш. Знаеш на што си. Втората работа, а таа може да биде многу полесно да не слизне, многу полесно да не излаже, така да се изразам. Втората работа е кога ќе почне некој од нас јавно да добива слава и чест, па дури и надвор од црквата. За жал, јас мислам дека повторно во оваа ситуација во која што ние се наоѓаме, многу пати голем дел од луѓето што проповедаат слово или што кажуваат нешто во име на Исус Христос, не го прават за тоа да му бидат угодни на Бог, не го прават за тоа да охрабрат и да представат која е пораката на Исус Христос, туку од некој атеист да добијат браво. Ако некој атеист ти каже браво, тој да видиш. За тоа ли ние постоиме како црква? Да се сведеме на тоа да убедиме некој атеист да каже дека ни е добро? Браво да ни каже. За тоа ли постоиме? Не. Главната работа е да го излееме нашето срце во вистинско охрабрување и да бидеме, да ги опресведочиме луѓето за вистината која Бог ја носи. Па дури и кога некакви такви, така да кажам, почести доаѓаат, секогаш да посочиме кој е главниот извор и која е главната цел на таквиот став. Видете што се случува тука. Варнава го нарекоа Зевс, а Павле го нарекоа Ермес. Знаете зошто? Бидејќи Павле многу зборувал, а Варнава го придружувал, и овие што се паганите, што веруваат во пантеонот на Олимп, таму каде што Хера и Зевс се тркаат и бркаат цело време, кој кого ќе излаже повеќе, верувале дека затоа што Павле зборува, тој е Божиот посланик, Ермес, а затоа што Варнава така стои од страна, крепко, тој мора да биде Зевс. И доаѓаат и сакаат да им жртвуваат, сакаат да им принесат жртва. И што прават тие двајцата? Ги раскинуваат своите облеки и викаат: немојте, и ние сме само обични луѓе. Знаете што?
Ние го гледаме сега и знаеме, кога приказната ја знаеш, кога ти си, ние всушност кога читаме книга, кога гледаме филм, или вистински приказни кога знаеме, ја имаме привилегијата да го имаме тоа, оно што се нарекува сезнаечкото око на авторот. Ние знаеме се. Значи ние знаеме кој стварно тоа направил, знаеме кој е убиецот, се ни на нас јасно. И тогаш кога гледаме како луѓе паѓаат во замки, викаме, Абе, дали гледаш? Абе, види таму е, него. Гледај, нели гледаш? Очигледно. И тоа е лесно. Меѓутоа, кога ти самиот си во таквата ситуација, тогаш е најтешко овие работи да ги видиш. И тоа што сакам да кажам е, да, а Павле и Варнава јасно распознале за што станува збор, но и не морале да распознаат. За жал, често добар дел од нас сме токму такви. Мисијата во црквата мора да биде цврста, непоколеблива, јасна, христоцентрична, посветена на Светата Троица, целосно транспарентна, отворена за служењето на другите, начинот на кој што нашите ресурси ни се дадени да ги дадеме бесплатно на другите и тие да имаат целосен бенефит од нив, ако тоа не тече во црквата, ако мисијата не е во црквата, на тој принцип, тогаш мисијата на црквата не може да биде тоа што Бог го очекува од неја. Затоа Варнава ја има храброста да охрабрува. Имам ли јас? Имаш ли ти? Имаме ли ние храброст да охрабруваме? А кој е резултатот да ја кажеш вистината? Каменување. Тоа е следното. Додека ги читавме некои од овие стихови, и преку нашето редовно читање на Библијата со мојата сопруга, баш некако се погоди еден дел од овие стихови што ги читаме да бидат денеска да ги изчитаме. И баш овој дел беше со каменувањето. И јас велам, затоа и велам на мојата сопруга, викам, затоа јас сум решен никогаш да не учествувам во толпа. Бидејќи толпата апсолутно нема свој ум. И можеш да ја свртиш во која било насака. Сега го славеа, сега го каменуваа. Нешто слично, само недела дена разлика и за Исус. Сега му викаат Осана, а потоа викаат распни го. Така што во толпа не сакам да учествувам. Оно во што сакам да учествувам е да го дадам мојот живот свесно и конкретно за нештата кои што верувам дека Бог ме повикал. Многу едноставно е. Психологијата на толпата е многу лесна. Кога некој друг ја презема одговорноста за твоите постапки и за твоите изјави, лесно е да кажеш се, зашто никој не може да се спротивстави. Не е тоа поентата. Христијанството не е повик да бидеме револуционерни во толпа и на тој начин насилно да го менуваме светот. Христијанството е многу потешка работа, само да ве потсетам. Многу потемелна работа. А тоа е копаничење и корнење на сето она што е нечисто во нашето срце, за на него да падне добро семе и да даде добра жетва, од која светот ќе има огромна полза. Понатаму гледаме дека Варнава и Савле продолжуваат да бидат клучни за некои од најкритичните моменти на раната црква. Често јас знам на моите студенти, кога им предавам историска теологија, да ги прашам кој бил првиот Вселенски собор на црква. И тие како добри, особено некои што сакат и малку да се истакнат и се избрзат, веднаш ми викаат 325 година во Никеја е првиот Вселенски собор. И јас викам, грешка. Првиот Вселенски собор се случил во 15-та глава во Дела апостолски во Ерусалим. Таму учениците требале да се расправаат и да разговараат за неколку важни и клучни елементи што црквата треба да поучува, како да поучува, за да продолжи да биде црква и за јудејците и за паганите. И повторно, што имаме таму? Слушате го. И целата заедница се стиша и го слушаа Варнава и Павле како тие што им објаснија за знаците, за чудата кои Бог ги беше направил преку нив, пред кого? Пред паганите. И вика, тогаш во 22 стих во истата глава вика и ни изгледаше многу важно, ни изгледаше добро на апостолите и на старешините заедно со целата црква да изберат од нив неколку луѓе и потоа тие се вратија во Антиохија, заедно со Павле и заедно со Варнава.
ако не си внимателен, се што ќе забележиш во описот на дела апостолски е што се случило со Петар, со Јаков и со Павле. А всушност, ако внимаваш, ќе видиш дека во сите клучни елементи за некои од најстратешките одлуки што се донесени за еднината на самата црква која постои 2000 години, го имаме Варнава. Него го има. Меѓутоа Варнава не е пак ни некој наивно човеченце и тоа е многу битно да го имаме много. Наивните човечиња сакаат секому да му угодаат. Тие не се охрабрувачи. Само да се разбере. На секој да му климаш со глава и на секој да викаш финичко, убавичко, јас ќе ви кажам, Евангелието не е такво. Кротките се блажени, фините не се. Кроткоста и наивноста да не знаеш како да се соочиш со некој се два различни света. Немаат никаква допирна точка еден со друг. Ако од принцип на твојата несигурност и слабост сакаш да угодиш на некој за да бидеш прифатен, тогаш ти ништо не си направил. Ако настапуваш од принцип на кроткост, ако настапуваш од принцип на таква сила која Бог ти ја дава, и тогаш самостојно се откажуваш. Зато мислите дека Христос невина жртва, безпомошна беше кога умираше на крстот, што му рече на Пилат. Сега ако сакам, ќе викнам и мојот отец ќе ме слушне. 12 легии ќе стигнат тука. Исус не беше фин и наивен. Исус самостојно беше таму во моментот да му служи на оно што Отецот го имаше, што го беше повикал и вика, јас сакам Отецот да се прослави. Сето оно што го гледаме тука во Варнава, во еден прекрасен пример, човечки, најблизок што можам да го доловам за оваа тема, всушност можеме да го откриеме во совршениот пример на Исус Христос, како и секогаш за сите други примери и елементи. Во 15 глава 25 стих повторно вели црквата вика, на нас ни беше многу добро да избереме луѓе кои ќе ги пратиме кај вас, заедно со нашите возлюбени Варнава и Павле. И потоа вика останаа заедно Варнава и Павле, останаа или Павле и Варнава останаа во Антиохија и поучуваа, проповедаа зборот Божи и со многу други луѓе имаше црквата почнуваше значително и драматично да расте. И сега доаѓаме до моментот за кој што јас дадов вовед. За тоа дека Варнава е кроток, охрабрувач, ама не е бескичменјак. Варнава е човек кој знае на што стои, знае кога треба да молчи, кога треба да зборува, кога треба да охрабри и кога треба да се спротивстави. И вика, во 36 стих, Павле му вели на Варнава, ајде да се вратиме и да ги посетиме нашите браќа и сестри во секој град, каде што ние го проповедавме зборот на нашиот Господ и да видиме како се. А Варнава, непопустливиот охрабрувач на сите, вика, јас сакам да го земам и Јован Марко, сеќавате на тоа име на почетокот, го спомнав. Јован Марко треба да го земам со нас. Меѓутоа, во меѓувреме, во претходното патување што го имаат, Јован Марко ќе се откаже од еден момент да патува со нив. Ќе дигне раце, така да се изразам, и ќе си замине. И тука сега настанува еден сериозен, тука Библијата сама користи такви зборови, остар конфликт. И вика во 39 стих, и настана многу голема расправија. Така што тие се раздвоја еден од друг. Варнава го зеде Марко со него и отиде за Кипр. Варнава беше клучната личност да го доведе Павле таму каде што е. Варнава беше човекот кој веројатно веќе знаеше од почетокот капацитетите кои ги имаше Павле, репутацијата која имаше, образованието, римското државјанство, сите оние елементи, безпрекорната позадина на тоа да се биде
од фарисејска позадина и така натаму, знаеше од почетокот Варнава дека тука се појавил човек кој ќе го засени на многу начини. И што направи? Не си ги сокри, како што ние знаеме да кажеме, како змијата нозете што си ги крие. Не го сокри своето охрабрување. Туку му даде над Савле апсолутна целосна платформа за да може да се изрази, гласот негов да дојде до израз, даровите негови да дојде до израз и 2000 години подоцна гледаме кој е резултатот на овој став на Варнава. За црквата да има мисија и да биде мисија на светот, црквата мора прво да биде мисија внатре во своите редови. Кој ќе биде Варнава? Варнава немаше компромис. Во оваа ситуација тој процени дека Савле постапува од кои било причини погрешно. Савле сметаше дека тој што ги напуштил во даден момент кога било тешко, нема повторно право да се придружи на истата таа мисија. Нешто фарисејско, веројатно, веќе скокнало кај него. Еднаш сгрешиш, за секогаш сгрешиш. Толку. И Варнава повторно продолжува. И повторно си ја става, што се вика, шијата на линијата на фронтот, дека може тој или главата во торба, уште подобра наша македонска метафора да употребам. Повторно Варнава си ја става главата во торба. Не молчи. Јас тука морам да кажам дека имаме еден многу, ако нешто македонците, ние како народ, како држава може да научиме тука од Варнава, е всушност обратно од она кога родителите, не сакам оваа метафора да биде кога мајкичката му кажува на детето, ама често така не зборувам, му вика: "Синче, керкичко, ти гледај си ја работата. Чувај се. Ќути си, трај си, гледај си на тебе да ти биде арничко, па за другото, што да ви кажам." И тоа што го имаме во општеството, тоа што го имаме во светот, ни влегува во црквата. И кога треба да зборуваме, кога треба вистината да ја кажеме, кога треба да се соочиме со некои работи кои имаат тешки последици, на нас гласчето од мамичка и татичко ни доаѓа и ни вика: "Абе, гледај си ја ти работичката. Ќути си. Зошто па ја да се изложам на опасноста?" Во средината таму, каде што има многу луѓе, ќе се скриеш, нема да те видат, ќе помине, е толку. Варнава не е таков. Варнава застанува храбро и се соочува сега со една моќна фигура. Дали ме разбирате? Варнава промогнал да се создаде оваа моќна фигура, но не и се плаши, бидејќи знае каде стои. И продолжува. Поминало време. Не знаеме понатаму што се случува од дела апостолски, но фала му на Господа имаме записи од Павле. Во 1 Коринтијаните 9 глава 6 стих им пишува Павле на Коринтијаните, им вика: "Знаете што? Само Варнава ли и јас немаме право да не заработуваме од нашиот труд." Го зема Варнава за еден од врвните примери на оно што сака да им го предочи и да им го представи на црквата во Коринт. Во Галатјаните во 2 глава 1 стих вика: "И тогаш после 14 години јас отидов во Ерусалим со Варнава, а исто така го земав и Тит со нас." Уште една клучна личност која ќе одигра фантастично важна улога во црквата. И таму каде што тој е спомнат, еве го сега Варнава. Таму каде што Павле открил и научил нешто од Варнава, сега тој може да го канализира во оној кој се нарекува Тит. И вика во Галатјаните 2 глава 9 стих: "А кога Јаков и Кифа, поточно Петар и Јован, кои изгледаа дека се столбови на црквата, сватија дека дарот Божи и милоста ми е дадена, тие подадоа својата десна рака во заедништво со кого? Во заедништво со Варнава. И дека треба да отидеме кај паганите, а тие треба да одат кај обрезаните." Во Галатјаните 2 глава 13 стих вика: "И останатите евреи исто така действуваа како лицемери. Па дури и Варнава беше заведен од нивното лицемерие."
Сега гледаме еден момент во кој што Павле ја игра улогата на коректив на Варнава. Гледаме помош, гледаме поддршка, гледаме храброст, гледаме самопожртвуваност, гледаме решителност и отвореност. За доброто на црквата и на човекот кој е вклучен, гледаме и храбро да се влезе во здрава дебата и во здрава расправија, но сето тоа оди заедно. Без овие состојки, црквата не може да биде црква со мисија за светот. Ако однатре не сме вплотени, ако однатре не го носиме охрабрувањето кое всушност ни е дадено од Бог, во тој случај, црквата ќе има многу малку што да каже. Ќе се приклучи на толпата, ќе почне да вика долу царот, животите на црнците значат и така натаму. Сите овие се важни моменти кои треба да ги кажеме. Важни се. Но она што е најбитно, дали само ги повтараме, затоа што во овој момент тоа е дел од дискурсот на светот и лесно е да се кажат, или пак ќе ги кажеме затоа што се вистина без разлика што светот мисли во тој момент. Тука е клучната разлика. Тоа е клучната разлика. А тоа можеме да го направиме само доколку ја имаме единството однатре во црквата, тоа охрабрување, таа транспарентност, само пожртвуваноста и желбата другите да бидат поголеми од нас и да не се бориме за некое наше лично и собствено царство. Во Колошаните 4 глава 10 стих вика вака: и Аристрах, мојот пријател кој е заедно со мене во затвор, ве поздравува. Марко, роднината на Варнава, за кого што добивте инструкции, ако дојде кај вас, да го прифатите, да му искажете добре дојде. Во втората Тимотеева 4:11 вика: и Лука заедно со мене. Доведи го Марко со тебе, затоа што тој ми е многу потребен и корисен во мојата служба. И во Филемон 24 стих вика: и исто така Марко, Аристах, Димас и Лука, моите сотрудници. Што се случило во меѓувреме? Во оваа расправија, во оваа кавга која ја имал Варнава со Павле, каде што Јован Марко е земен и однесен од страна на Варнава во една страна и каде што можеле заедно веројатно да продолжат во некоја служба. Оно што би можело да се случи од Марко, ако така останало, е дека он е промашен случај. И на тоа ќе се сведела целата работа. Најверојатно писателот на Евангелието според Марко. Тоа е личноста за која што станува збор. Веројатно тоа е основата од која што другите евангелија црпат и се развиваат и ја градат приказната за Исус Христос. Драги мои, црквата стои или паѓа врз основа на тоа дали има некој Варнава во неа. Мисијата на црквата стои или паѓа врз основа на тоа дали има Варнава кој може да охрабри благовремено, но кој не е слаб, кој не е наивен, кој не е само фин и кој само сака да биде прифатен од другите и затоа секогаш на сите им кажува финичко. Тука е човек со интегритет, човек кој не се плаши од тоа да покаже чест и простор да отвори за оние кои би можеле дури и подобро од него, затоа што знае дека сето тоа е во Божите раце и никој не може да му го одземе она што му доаѓа од Бог. Мисијата во црквата е мисија од која што зависи мисијата на црквата. Да се молиме Бог да подигне многумина кои ова слово ќе го однесат во светот. Но пред тоа да се случи, да се молиме Бог да подигне многу луѓе кои ќе бидат синови и ќерки на утехата. И на црквата ќе ја дадат можноста да биде примерот кој го преврте светот наопаку и сега во 21. век. Нека Господ ни помогне така и да биде. Амин. Ти благодариме, небесен Татко, за Твоите добрини,
за Твојата грижа, за Твојата љубов, за Твоето Слово. Ти благодариме, Господе Боже, затоа што Ти си навистина оној кој ни си ни дал се во Твоето свето писмо. Се е тука. Само ние внимателно да го читаме, да се посветиме на него и се разбира над се. Да сакаме тоа и да го примениме соодветно со Твојата благодат, со Твојата милост и Твојата љубов. Така што да не употребиш за градбата на Твојата црква. Колку само во овој свет, полн со суета, полн со различни расејаности и секакви дистракции на нашето време, на нашата фокусираност, колку само, Господе, ни е потребно човек кој ќе заборави на сето тоа, кој ќе свати дека во Тебе има се и кој ќе биде храбар да ги гради оние во црквата кои што се уште не се доволно силни да застанат на таа позиција која Ти си ни ја предвидел. Но дали ќе имаме таа храброст? Јас те молам да имаме таа храброст. Јас те молам, Господе, да го имаме тој став. Јас те молам, Господе Боже, да имаме таа желба, но истовремено да имаме и таа непоколебливост. Кога треба да молчиме, кога треба да зборуваме, кога треба да охрабриме, кога треба да предизвикаме. Се тоа ни е дадено во Библијата, за Твојата црква денеска да биде здрава. Без тоа не може да биде. Помогни ни, нека биде. Во името на Исус Христос, небесен Татко, и во силата на Светиот Дух. Амин. Амин.